Иако владата го представува ветерниот парк на Алказар како историска инвестиција, фактите говорат нешто сосема друго. Моделот на Алказар е јасен: разви, изгради и продај. Токму тоа се случи со нивниот прв фонд. Проектите развиени на Блискиот Исток беа продадени 100% на кинески државен конзорциум. Прашањето не е дали ветерниот парк ќе биде продаден, туку кога и на кого. Нема ништо стратешки овде, освен ако измамата на граѓаните не е стратешки планирана. Кој е вистинскиот бизнис интерес на Мицковски? Дали тука се вклучени и контроверзни имиња од регионот, добро познати во трговијата со струја? Дали со нив соработувал тандемот Мицковски-Божиновска? Случајот Алказар Енерджи отворија и серија на прашања за тоа дали има добиено одобрение за градба на овој ветерен парк. Сада само бара јавно да се објави кој го издал одобрението за градба и кога истото станало правосилно, ако воопшто го има.